Тоа Америка го викаат burn the ships attitude. Ставо запали си ги бродовите. Татко ми го запали бродот у тој момент, вика синко мора да работиш. И тоа за мене направи голем успех, затоа што сватив дека не мора мојот животен стил и стандард да биде дал татко ми ќе ми прати 300-400 евра, долари, или јас можев да сватив дека можам да заработам многу повеќе. Затоа што многу е важно ние да се ослониме на себе. Денеска мислам дека помладите тато му пишува математика, мама пишува македонски, други пишува, оне менаџер еден куп крузери и бродчиња има и не успеваат луѓето да сватат колку се мојтни. Мојата цел и со овој подкаст е да апелирам дека у животот ние мислам дека треба да излеземе надвор од комфорт зоната за да сватиме колку сме мојтни. Саке ми се јави: "Господине, ве молам, значи касните, викам 3 дена со ратата." Да, 3 дена, почна за 3 дена се уват. Викам: "Добро, господио, ви посакувам пријатен ден, убаво кафе со колегите, а ти кажеш на банката дека за едно 10-15 дена ќе се раздужиме." "Добро, јас ќе запишам." Запиши. Супер. Здраво, добре дојавте во подкастот на Your Financial Coach. Дали брзите кредити се добри за нас? Тоа ќе го дискутираме во денешната подкаст епизода со нашите гости. Што се брзи кредити? Најпрво би сакала да напоменам дека брзите кредити се издаваат од страна на финансиски друштва кои што не се банкарски институции, меѓутоа во делокруг на нивната работа вршат финансиски активности, меѓу кои обезбедувањето на кредити. Брзите кредити, како и секој друг кредит, ви означува пласирање на одреден производ, односно пласирање на одредена сума на пари, која што на крај граѓанинот треба да ја врати, истата таа сума која што во таа сума е пресметана и провизијата и каматата. Кој умствен став мислиш дека е важен за да ни помогне да направиме исправни одлуки кога зборуваме на темата пари, еве на пример за брзите кредити? Па видите, сега јас поради тоа што не сум експерт од финансискиот дел и така натаму, но она што го знам е дека у животот мора да има размена. И самите пари се на некој начин замена за размена, како почнало се било трговија со физички предмети, немало пари, што значи дека сме имале нешто, сме размениле со нешто друго, дошле парите како идеја, затоа што било едноставно гломазно сето тоа и не е функционално да се спроведува, но во основа кога ќе сватиме станува збор за размена. Ние мораме да размениме за било што, не ни станува збор за тоа дали се според мене брзи кредити добри или не. Не е добро да немаме размена со околината. Значи ние ако земеме кредит, тоа значи да ги имаме долг. И треба да го вратиме на некој начин нештото, поради тоа што обично како прво идат работите, даваме нешто како истек и добиваме втек, како повратна енергија. Сега овдека е обратен процес. Прво добиваме втек и треба да го направиме истекот. Така да мислам дека поентата е дека треба да се насочиме на продукција наша. Зашто ќе го искористиме тој кредит? Дали ќе го искористиме за да вложиме во себе, да направиме наши способности, да вложиме во знаење, нешто кое што можеби после тоа стварно ќе ни се врати, па немаме ни проблем да го вратиме тој кредит. Така да мислам дека поважно е зашто се користат тие работи, но секако човекот треба да се информира какви се условите, дали може тоа да го врати и така натаму, но веројатно ќе зборуваме за тоа. Ако земеме нешто и го искористиме за нешто кое што нема да има бенефит за да можеме нешто да го исплатиме, да го вратиме, мислам дека тоа баш и не е паметно, но ако го искористиме за нешто кое што може да ни донесе нешто кое што ќе ни даде способност, знаење, инвестиција во нас, затоа што е нашиот ресурс, нашата способност, нашите ресурси се нашите знаења. Ако ние вложиме во нешто кое што ќе зголемиме нашата способност, на некој донел одлука да се запише на некој курс со тоа кој што ќе му направи место 1000 евра да зима 2000 евра плата, па не знам. Треба да видиме дали уопште добро или не од тој аспект, затоа што ако вложиме у нас и после тоа нешто ни даде нешто, може има и логика таквото нешто, но мислам дека поентата е во што вложуваме и за мене барем многу е важно да вложиме во себе, затоа што мислам дека главниот ресурс за нас во животот е дали имаме доволно способности за да направиме размена. Повторно не навлегувам во тоа кои се условите и како се условите, но мислам дека клучот што треба младите да го разберат дека мораме да имаме продукција ние за да добиеме нешто. Сега, пак ќе кажам, обично прво иде истекот, па добиваме втек, кога ќе земеме кредит имаме долг. И треба да сме одговорни да го вратиме тој на некој начин според
тоа кој што се претпоставам договорите условите. Да, еве Бојан сега мислам дека може да ни каже дали ти веќе до сега си користел брз кредит? Каде ти се тие информации? Чекај сега, они двајца немаат користо на брзи кредити? Немам ние. Па добро, вие сте со пари психолози, финално. Вчера, извини, прав се и правници. Јас сум лайф коуч. Ти си, да, тие лайф коучи, тоа хаос е тоа, да, се шала. Види, сега да се бидеме реални, голем дел од луѓето во Македонија посегнуваат по брзи кредити и бидејќи токму и тоа името брз кредит, брзи пари. Да, јас сум земал брзи кредити можеби у задниве 5 години, да речеме просек поеднаш. Меѓутоа каде е цаката? Никогаш не сум го користел брзиот кредит за да отидам у казино. Не сум го користел за да, не знам, заради некој хир. Па ајде да речем еднаш сум го користел за да отидам на одмор, ама не за да отидам на одмор со тие пари, јас ќе одам со мои пари. Ама како? Во моментот да речеме сум имал ова што го кажува Жарко, така Жарко? Што го кажува Жарко дека јас сум вложувал нешто во себе, во својата кариера, сум имал сериозен одлив на средства, збориме за илјадници евра, сериозен одлив. И сега се погаѓа еден тајминг измеѓу период кој што у принцип за работа за нас комичарите особено и за глумците генерално е мртов период, тоа е да речеме август, јули, август, ние немаме работа реално. Збориме интензивно, немаме работа. И во тој период се оди на одмор, нели? Така? И сега јас се наоѓам во ситуација, треба да правам турнеја од септември, имам сериозни издатоци, а имено сакам и да отидам на одмор пред таа турнеја за да можам психички да се одморам и да тргнам како што треба. Во тој момент да речеме земаш некој брз кредит кој што знаеш дека ќе го вратиш како, бидејќи тргаш да создаваш, тргаш да креираш и тргаш да направиш нешто, нели? Да направиш турнеја која што реално е обрт на средства. Сакале некој, тоа е тоа. Сега колкав е обртот на средства, тоа е веќе друго X прашање, но затоа велам треба многу добро да се пресмета ризикот кога земаш ти брз кредит и што е намената. Ако намената е да отидам на одмор, окей, нека биде, но ти пресметај си дали имаш нов прилив на средства кој што ќе ти помогне да не заглавиш со брз кредит. И сега да речеме ова да го ставиме на различни примери од животот. И јас и друг пат кога сум земал кредит, тоа никогаш не било за да одам и нешто правам. Сега го земав одморот, ке рече некој подобро луксус, ама ете кажав како бил планот. Секогаш било нешто што било итно. Меѓутоа кога сум земал, сум знаел дека имам нов прилив на средства во наредните месец-два и повеќе од една до две рати да не вратиш и само така ти се исплаќа брз кредит. Се друго е фрлање, зимање фрлање пари во празно. И од една дупка во друга. Да, еве Весна, од вашето досегашно искуство во Сдруженијето, кои причини сте ги сретнале, кои се неоправдани, а кои се па оправдани кога станува збор кога луѓето земаат кредити? Вака, значи најголем процент од граѓаните кои што земаат кредити станува збор за ранлива категорија на граѓани. Меѓутоа, треба да имаме предвид дека по брзи кредити посегнуваат и лица кои што имаат солидни финансиски примања. Значи, според мене, неоправдана причина за да земете брзи кредити е вие да се стекнете со одредени предмети, односно производи или услуги или други добра, кои што се сметаат во така наречен луксус. Што значи купување на мобилен уред, моќен персонален компјутер или пак евентуално шопинг, патувања, не во однос на ситуацијата како што кажа Бојан. Меѓутоа, без да се предвиди дека во иднина, да како што кажа Бојан, дека ќе имаш одреден прилив, па ќе можеш веќе претходно да се покриеш. И најчесто и во јавноста, значи се станува збор дека како оправдана причина, да кажам, за земање на кредити, граѓаните во Македонија од 10 до 15% ги земаат брзите кредити за болничко лекување. И тоа е навистина страшно, затоа што граѓаните со своите месечни примања не може да излезат крај со крај. Добро, сега би сакала да го прашам Жарко како само контролата ни помага да не подклекнеме во дадени ситуации во животот. Па ајде да се надоврзам на разговорот и во двата случаева. Гледате, има убав цитат од една мотиваторка исто Елена Кардон, се вика, вели, само дисциплината е најголема форма на себе сакање. Затоа што ако имаме само контрола, ајде да речеме дисциплина,
пак ќе кажам, мислам каде е насочено вниманието. Од мене, ја размислувајќи и гледајќи, споредувајќи, ја мислам дека е многу поубаво да имаме долгорочен план, не краткорочни планови. Ја правев едно убаво истражување, согледување во врска со спортските институции, да кажеме, не знам, различните сојузи на успешните фудбалски, не знам, репрезентации во регионот, кошаркашки репрезентации, регионот, ватерполо, ракомет, сите има долгорочна стратегија. Што значи дека ако има некоја долгорочна стратегија и план, има помалку шанса за грешка. Според мене барем. Ние ако сега планираме да одиме, не знам, на Хималаи, ќе се спремиме, ќе имаме контрол, дисциплина. Ако тргнеме на водно, може ќе тргнеме и без палто, може би без вода, имаме може би повеќе шанса да сгрешиме, поради тоа што сакаме од денес до утре нешто да направиме. Ја мислам дека е многу важно луѓето да имаат еден концепт за долгорочно планирање и инвестиција во иднината. На каде ни е фокусот насочен, затоа што мислам дека имаме многу голема шанса да искористиме нешто за да ни даде успех ако се насочиме долгорочно. Ние самото тоа што ќе завршиме некој курс, факултет, што и да е, тоа се години посветена работа. И после тоа животниот стил се менува многу повеќе и на подобро преку долгорочна инвестиција, стратешки план. Земјите кои што се големи, они имаат стратешки план, не се менја стратешкиот план во однос на различни председателски кандидати кои што ќе се сменат. Тоа е стратешки план. И тој стратешки план се смени, се следи. Мислам дека ако човекот има стратешки план за својот живот, тој ќе има и дисциплина. Сега може да направи план што од тоа може да го искористи како ресурси за да го реализира тој план. Но како што кажам, мора многу добро да си промисли, да си процени, да види, јас знам дека има тука улоги оптимизам и верба, мора да биде човекот реален во однос на тоа што ќе искористи како да дојде до нешто, затоа што мислам дека има еден концепт брз успех, денес за утре нешто да направим. Мислам дека тука не функционираат работите. Ќе ги искористи можеби средствата за нешто кое што е краткорочно, кое што уопште нема бенефит назад. Мислам дека треба да се научиме да размислуваме долгорочно на стази, не на краткорочно денеска за утре, затоа што мислам дека имаме поголема контрола и само контрола и дисциплина на некој начин не гради подобар карактер кога ќе дојдеме до нешто кое што не е лесно, него е тешко. И мислам дека не е лесно да дојде човекот низ години работа и фокусирање на една работа, така да на тој начин се гради карактер и мислам дека и финансиски, ако не се лажам, се намалува и ризикот преку подолгорочни инвестиции. Дали е така? Така, да. Добро. А на што, кога сме веќе во овој дел на дискусијата, на што најпрво треба да помисли секој пред да го земе кредитот? Еве, долгорочно, нели, да се планира, што е на првото нешто? Вака, значи од искуство, човекот ја формира својата волја многу порано пред да тропне на вратите во финансиското друштво. Значи, кога одредено лице ќе тропне веќе на врата во финансиско друштво, лицето веќе има формирано волја дека сака да подигне, односно да биде барател на брз кредит. Во принцип, лицето кое што работи во финансиското друштво, треба да му помогне на граѓанинот и да му ги даде сите оние потребни информации. Значи, потребни информации во смисла на колкаво ќе биде време трајањето на договорот, колкав износ ќе биде брзиот кредит, во колкаво време ќе треба да се врати, дали постојат одредени пенали за, не знам, предвремена отплата, колкава ќе биде казнена камата доколку не се врати во определениот период, кои се вкупните трошоци, дали постојат дополнителни договори кои што треба да бидат склучени пропратно на главниот договор за потрошувачки кредит. Во колкав износ, значи, ќе треба да се врати кредитот и сите овие информации кога ќе му ги дадете на одредено лице, на одреден граѓанин, тој тогаш е во моментот спремен да донесе правилна информирана одлука. Се додека граѓанинот не ги знае овие информации, граѓанинот свесно оди за тоа што знае дека ќе добие брзи пари во итна постапка за многу кратко време. И тоа е основниот проблем. Значи, граѓанинот има право да си побара бесплатно и нацрт од договорот, така за да ги прочита условите и така натаму, за да си донесе правилна информирана одлука дали му се исплати нештото и дали он ќе може тој износ, основната главнина, значи заедно со провизијата и каматата, да ја врати во тој временски период. Се што не е промислено, све може понатаму да ова го кажувам од аспект на превенција, меѓутоа се што не е тука добро обмислено и пресметано на некој начин, после граѓаните се соочуваат со одредени ризици и последици.
Бидејќи Бојан спомена многу паметна работа како го искористил брзиот кредит, јас би сакала да го прашам во кои други ситуации би било паметно да се земе брз кредит? Многу малку се тие ситуации. Најдобро да го одбегнеш. Еве јас кажав една цајтнот ситуација, значи ова е не ми било мене, јас тој кредит не сум го земал планирано, значи тоа било непланирано, со тоа што знаете како е кога сте во брак двајцата се собирате нели за одмор, морате да си ги погодите одморите. Имате дете на кое што сте му рекли дека ќе го носите и сега он чека да оди негде. Јас фактички сум бил во една таква ситуација, ајде глупо е да кажам без избор, пошто реално секогаш имаме избор, само прашањето дали одиме по линија на помал отпор или одиме по линија на принцип. Имам или немам. Јас, да речеме, сум го изиграл моментот така, затоа што сум сватил дека можам да го издржам. Единствениот паметен начин според мене на кој што може да одиграш брз кредит е само доколку си свесен дека имаш многу брзо, да речеме во рок од месец до два, пари. Да речеме, земаш 20.000 денари, така? Исто има една ситуација, да речеме, оно што е брз кредит до плата. Тука има некоја, тука да речеме, не се да го охрабрувам тоа, меѓутоа, знаеш, се случува во такво општество живееме, кое што имаме 600.000 луѓе кои што се на рап на сиромаштија. Имаме многу луѓе со минимални плати, па што знам, подобро е да земам брз кредит од 100 евра и да ја платам струјата, него да ми ја исклучат па да плаќам пенали. Ме разбираш, тука да речеме би играл паметно, тука е паметно. Оти прво се 100 евра, можам да ги вратам барем на 3 пати, така, последните 3 месеци, не е некој издаток кој што е огромен, по 2000 денари, ќе те фати да речем уште да додадеш на тоа уште некои 2-3 денари, пошто брз кредит реално е околу 30%, така ќе му да е. 30-40% на крај испаѓа плюс од сумата, така. Пак кога ќе видиш на 6000 денари се неде 7-8.000, 9.000 денари на крај, ама пак не си останал без струја, дома ако е зима да ви е топло, ако имате дете да има струја, да може да учи, ме разбираш, значи јас во таква некоја ситуација би одирал да речеме на некој таков начин. У принцип, она што е многу битно е да речеме ако земаш некоја сума, да не те кошта целата сума уште еднаш. Тоа е мојот принцип. Ако сум земал 20.000, ако може мене тој кредит да ме кошта 22.500, тоа е супер. Или да ме кошта 25, 26, ама да не ме кошта 30.000. Тоа е мојот. Да 30.000 се пола година враќање на рати од прилика, така? Мојот зборам за брутото да не ти се фати 30.000. Ете, тоа е некоја моја логика. Сега не знам колку ќе се согласи колешката од мојата десна страна. Добро, се, секој има различно размислување. Јас имав прочитано една многу интересна статија каде што е направено истражување во однос на волјата. Сега, земени се мали деца и им е ставено пред нив бел слез. Оние кои што се биле поделени во две групи испитаници. Првата група на испитаници, оние кои што не се воздржале да го земат белиот слез, понатака кога е направено истражување на истите биле поподлежни на неуспех и на земање брзи кредити. Сега, моето прашање прво би било ајде до Жарко, од психолошки аспект, што е волјата? Како ти би ја дефинирал? Па волноста е да имаш некоја желба за нешто. Така, да сакаш нештото да го направиш. Но, еве, и фокусирано внимание ќе предизвика волност. Нели, волноста е на некој начин, зависи за што сега имаме волност пак. И може би различни работи ни стимулираат волност за различни нешта, кои што може да бидат добри за обстанокот или не мора да бидат добри за обстанокот. Но ако имаме фокусирано внимание на некоја конструктивна и креативна цел, у Америка велат energy flows where attention goes, или energy flows where focus goes. Енергијата оди онаму каде што е фокусирано вниманието. Кога луѓето ме прашуваат за мотивација, за волја, волјата доаѓа од фокус на внимание. Сега, ако нешто е промовирано дека може би обстаночна, може би не е, така, зависи за кој што, ама пак ќе кажам, сега тука имаше интересна студија. Гледайте, не секогаш ние за да имаме контрола, некогаш треба да знаеме кога да кажеме не. Ако ние на се кажеме да, дал сме тогаш фокусирани. Реката е јака зашто има корито. Коритото, ограничувањето ни го дава фокусот кај треба да одиме. Така имате некој човек кој што е фокусиран, кој што треба да учи. Банален пример земам. Сега го викаат луѓево да излезе со нив пријателите. Сега он ако е цело време сегде, он не е нигде. Сега, некогаш, ако имаме способност да кажеме не и да имаме само контрола, мислам дека можеме да стигнеме
до некој пат кај што сме го зацртале, но тоа е на некој начин контролата се состои од волност нешто да не контролираш. Значи, ја не можам да контролирам кој има се у диско, искачање, натаму, нааму, ако треба да учам и за 5 дена јам испит, така да ја морам да ставам граници за нештото и тогаш ти се зголемува волноста, самоконтролата и себе почита кога ќе постигнеш нешто базирано на твоите граници, поради тоа што знаеш дека имаш моќ. А значи, ако земеме од овој аспект, би дошло дека наместо да се фокусираат кон брзите кредити, да читаат што се, како се, и да им бидат како опција, фокусот да се го стават во себе надградување, како што и претходно ти спомна, да си работат на своите вештини, за да можат да земат друга работа, дополнителна работа, да си ги зголемат приходите, за да не треба да подлегнуваат на брзите или останативе типови на кредити. Да, ма тоа е долгорочен план. Да, тука веќе е да А брзиот кредит не подразбира долгорочен план. Значи брзо кредит бара брзо делување. Тоа е Брзо да ги земаш и брзо брзо да да ги ги вратиш. земеш, брзо да ги вратиш. Затоа велам, ова што го кажаш ти, да, треба да развиеш различен тип на вештини за да можеш да се најдеш во повеќе полињи и да работиш и фактички да добиваш прилив од повеќе страни. Тоа е една работа. А подлегнување на подлегнување. Тоа е веќе као, не знам, ова што го вели Жарко, не кажувам не, значи тоа е веќе слаб карактер. Ти подлегнуваш на брз кредит. Тоа е, значи имам сакам нешто одма сега и идам зимам кредит, тоа е проблем. И тоа веќе не станува збор тука за долгорочни цели, тука веќе станува збор за проблем во карактер. Импулсивност, да, тоа е дел од карактер. И тоа на тоа мора да се работи. Тоа да, треба да се работи, но кога станува збор за брз кредит, или сега ти требаат пари во моментот струјата ќе те ислучат или не знам што вели колешката, имаме луѓе кои што земаат за лекување. Ти тука мислам кои вештини, какви идеш да спасиш, мислам имам конкретен случај од пријател што работеше порано во финансиско друштво, кој што вели дојдете земете ме, вика мене и тоа е тоа, вика немам што да ви дадам. Ги земав парите за детето. Што вие на тој човек ќе му земете? Ви ме разбираш, тука Така, нема така. време ти да размишљаш. Ако немаш кој да ти даде. Сега немаат луѓето секогаш кој да им даде. Да. Повели сега колешки, извини, преска те прекинавме, Нема да, нешто повели. вака. Сега би сакала да ја прашам Весна, што е волјата пак од правен аспект? Како ви ја дефинирате? Како би дефинирала волја од правен аспект? Способност? Според член Да. закон. Не, тоа е надборот. Немој се закони. Способност на одредено лице да размислува и да донесе одлука, меѓутоа таа одлука е одраз на неговата волја. И сега ние во правото, Бојан, извини. Ни у кривото. Збориме за начини за изразување на волја и мани на волјата, меѓутоа како и да е, секоја волја треба да биде изразена слободно и сериозно. Тоа е тоа. Значи јас ја изразувам мојата волја и мојата одлука што ја донесувам е израз на мојата волја. Дали јас сакам нештото да го направам или не. А Бојан, ти еве како ќе ја дефинираш волјата од кривото или од несериозното? Од неправниот аспект. Од неправниот аспект, да. Многу ми се свиѓа ова. Види ова лайф коуч ја види, знаеш, ја у принцип како да кажам, подценета професија е ова лайф коуч, посебно кај нас. Добро, види, кај нас и глумците се подценети, и комиче, се е подценета, али овие ваша проамериканскиве, овие проамеричкиве професии. Добро, само не си веган, така, веган не си. Моментално не. Добро, окей. Знаеш, по тоа подразби лайф коуч, веган, здрав живот, ово. Се шалам. Види, многу ми се допадна ова што го кажа. Некои работи кои што ги спомна со реката, со коритото, пробувам да се најдам внатре во тоа, да видам каде сум јас, каде ми бега коритово, каде ми се шири, каде ми попушта бранава. И да ти кажам право, у принцип поприлично сум како таа реката што ја збориш, особено последниве 3-4 години. Меѓутоа на луѓето ние овие работи ги знаеме, само не ни се освестени. Во оној момент кога некој ќе ни ја освести волјата, кога некој ќе те насочи дека мислам да ти освести волјата, па да, треба некој да те освести дека ти имаш внатре во себе нешто повеќе од тоа што сите имаме внатре. Фокусот е бидејќи фокусот ти дава она што го кажа, да речеме, јас сега имам годишен, 3 годишен и 5 годишен план за својата кариера. Јас мојот 5 годишен
5-годишниот план ти го дефинира 3-годишниот, а 3-годишниот ти го дефинира годишниот план. Не е обратно. Затоа што ти мораш да имаш крајната цел. Кога ќе ставиш крајната цел, таа самата како на програмери кога програмираат, ти ги реди задачите, самата крајна цел ти ги реди задачите што треба да ги исполниш за да стигнеш до таму. Така што според мене тоа е фокус. Маце вака Тоа е убаво филозофски. кажат, знаеш, тоа е како у GPS системот, кога ќе ставиш локација, ти доаѓа патот. Не ставаш пат, патот не е базиран на ништо, сем на локација, кај сакаш да стигнеш, така да целта го дава GPS. Ти знаеш, само проблемот е кога ќе имаме утнување на патот, GPS системот ти дава рерутинг, ама ти ја дава најдобрата рута, која што треба да те донесе до патот и најбрзата, знаеш. И треба да видиме што како ресурси можеме да го искористиме да стигнеме до таму и да размислиме, да планираме, да видиме дали тоа што сакаме да го направиме ќе ни е проопстаночно или не. Ама се базира на целта, зашто човекот ако нема цел нема смисла за живот. Па да. Зашто ако немаме цел, ти имаме ли живот, немаме игра. И кога ќе видиш луѓето кои што немаат цел, кои што немаат волја, кои што немаат корито, они се целосно дефокусирани и се демотивирани и тогаш друг одлучува за нив и се подлегнува на секакви работи. Затоа е многу важно волноста, карактерот, желбата да стигнеме негде. Тоа е нашата цврстина, тоа е нашата јачина. Кој е јак човек? Тој што знае дека треба да направи некои отстапки за да стигне до негде. Зашто како теретана, кога ќе отидеме у теретана, ние како го развиваме телото? Преку тек, не преку лабаво. Денеска све у комфорт зона. Што пришеве лабаво? Лагано, чилам, лабаво. Све е лабаво, така, ама поентата треба да земе препреки што не гради. Нас не гради препреката, не гради комфорт зоната. Комфорт зоната го атрофира телото, значи мускулите се Не лабави. гради, не види комфорт зоната, не гради, кога веќе збориме за теретана, прави една дивоградба, да речем, така од нашето тело, кој што постоја мора да ја легализираме у теретана вака правно. Да се правен фокус да дадам на целата ситуација. Мојата поента е, сакам да кажам, треба да имаме план однапред. Ја мислам дека треба долгорочно да планираме, затоа што мислам дека некако можеби ако сме научени на краткорочни планови, не е добро генерално за опстанокот на еден човек. И тоа ми е целата поента. И да сватиме дека мора да има некој тип на препрека за да дојдеме до успех. Ниеден успех нема не препреки. Успехот е базиран на препреки. И ако ние не ги соочиме тие препреки, ние знаеме дека уствари не се градиме како лик карактер. Па исто како што викаш да се градиме долгорочно, така мора и би требало, односно да се планираат и финансиите за да не дојде до моментот каде што освен овакви ситуации каде што треба човек да поделегне, како што кажа Фреска, на брз кредит. Меѓутоа да, тоа е кредит кој што се паѓа на патеката, да. Тоа е можеш паметно да играш. Играње, да. Меѓутоа на долг рок треба да се направи план каде што никогаш ќе се поделегне, ама никогаш паметно е да кажам ќе се поделегне подетално. Треба човек да види дали е дел од рутингот кој што е оптимален за да дојде до таму. Во таа ситуација, Бојан спомна некои ситуации каде што за него било добро. Сакам да кажам, треба човекот да испланира и да ги знае своите способности. Знаете, ние никогаш не викаат домаше не са пјесап на пазар не ист. На луѓето мислат дека ќе успееме за 2 месеца. Човек 2 години планира. Затоа што ние го подценуваме времето, акцијата и енергијата што ја вложуваме да добиеме нешто. Секогаш правиме погрешка у тој аспект. Никој човек не прави погрешку на аспект поише ќе планирам, поише ќе работам 10 екстра мейлови денеска ќе платам. Луѓето праќаат 3 мейлови очекуваат да добијат работа, а нема. Треба да плати 35, 40, 100. Тогаш ќе има. Дефинитивно е така и ова можам да го потврдам од фриленс аспект. Ке аплицираат на еден оглас и толку се откажуваат, као не функционира порк. Не треба да аплицираш на 100 огласи за да функционира. Меѓутоа да не искочам од темата, би ја прашала сега Весна кој е најпопуларниот и најчесто користен кредит во Македонија? Како што кажа Бојан претходно, најкористен кредит во Македонија од брзите кредити ти е брз кредит до плата. Имајќи предвид дека, како што кажа Бојан, голем дел од населението, финансиите кои што ги добиваат, не им се доволни за да го преживеат месецот, или пак имале некоја непредвидена ситуација и така да они го земаат тој брз кредит до плата. Тоа значи дека ќе земете одреден износ на парични средства и меѓутоа тој износ те е обврзани да го вратите со наредната плата. И тоа е најчесто користен кредит тука. Меѓутоа, јас сакам да кажам, претходно зборував за превенцијата. Значи, дека треба да бидат информирани за да донесат правилно информирана одлука. Меѓутоа, ајде да збориме за последиците. Од практична работа, голем дел од граѓаните првично, значи,
ако не може да го отплатат, ако не може да отплатат сумата која што ја долгуваат или доцна со ратите, они го продолжуваат тоа време траење на исплатата, односно на договорот. Меѓутоа, тука се зголемуваат и каматите и провизиите. Втора работа, за да избегнат, за да не долгуваат такав износ, прибегнуваат со земање на брзи кредити од други финансиски друштва, за да затворат веќе земен кредит од претходно финансиско друштво, и тука веќе влегувате пак во еден круг од кој што нема излез. И на крајот, кога веќе ќе сватат граѓаните дека и од тоа не може да излезат од тој круг, веќе на крајот прибегнуваат кон аплицирање на потрошувачки кредити во конвенционални банки, односно банки, банкарски институции, за да може да ги покријат претходно земените долгови и веќе да враќаат потрошувачки кредит кон банка. Го објасни македонскиот живот во 2 минути. Ова е... Фала ти. Ој, фала ти. Но ова е реалноста, Ова е што реалност. навистина голем број на граѓани се соочуваат со овој проблем. Јас во оваа слика, во овој опис на македонскиот живот би го додала општествениот притисок. Што мислите? Еве, може дека веќе кон Бојан бев свртена, па после може и Жарко. Дали земањето на брз кредит во некој ситуација поттикнато од општествениот притисок? Па види, живееме во сиромашна држава, каде што сите сакаме да покажеме колку сме богати. Така да, тоа е една од главните мани на сиромашните држави, зашто во богатите држави имам и ја, имаш и ти, кога имам ја, баш ми е гале што имаш ти, и на него баш му гале што имам ја. Така да, тоа е еден синдром од кој што си патиме овдека, особено на балканскиот простор, бидејќи сме, да е иста ситуација во Швајцарија, ја гарантирам дека и тие луѓе исто би се понашале. Еве, ние гледаме ситуација која што, да речеме, имаме нели гастарбајтери кои што доаѓаат летно време. Низ цела Македонија веќе порано беше поисточен дел, нели беа поиселени, сега веќе раселени се низ цела држава, меѓутоа поприлично истакнато е во одредени градови, нема да ги именувам сега. Меѓутоа во одредени градови стварно е истакнато тоа да он дури у Швајцарија не го вози тоа Ламборџини, го земал на рента и го плаќа една швајцарска плата додека е тука у Македонија тоа Ламборџини, ама тука кажува дека вози кола од 100.000 евра, што не е така. Значи, дури имаме ситуација у која што они живеат во едно поприлично, ајде го наречам, освестено од тој дел, од финансиски дел и аспект општество, за да дојдат тука и да го вози тоа Ламборџини низ градов кај што живеел до пред 10 години. Значи, тој момент ствара еден друг притисок, да сега он дошол тука, он искача секој ден во диско, бидејќи летно време знаеме во некој град дискотеките секој ден работат. Он е секој ден со моети, он е секој ден со шампање, он е секој ден со разни опијати и така натаму, да не ги именува. А ти овдека си со 400 евра плата и твоите 400 евра плата овдека се 400 евра плата. Неговите 5000 што е таму, да речеме најниска плата у Швајцарија 4000 евра, колку е наша дека 400, овдека 4000 евра цела година ќе живееш. Така да, а они доаѓаат да ги трошат за месец дена. И сега имаш и таква ситуација каде што овие трошат, а ти си тука и сега он е цело време искочен, ти си дома и тоа ствара притисок. Ово има iPhone, сакам и iPhone. iPhone-от таму е 3 дена работа, овдека е 3 месеци работа. Значи, тој општествен притисок ни ствара потреби кои што реално не можеме да си ги дозволиме и кои што реално и не ни требаат. На крајот од денот ги повреќе срта, дали тебе ти треба 5 пати оваа недела додиш у кафана, реално не ти треба. Дали тебе ти треба iPhone, реално не ти треба. Ја првиот iPhone сум купил на 36 години. Зашто? Бидејќи немам потреба да дигнам кредит за iPhone. Ме сваѓаш? Да. Значи, тоа е, а гледам деца по 18 години со iPhone-и. Другари, освен ако не сте програмери со 1500 евра плата, тој iPhone не знам како сте го добиле, веројатно мама и тато вам нешто се работиле за да ви го дадат. Така што тој општествен притисок апсолутно придонесува дополнително да се ние товариме со друг тип на проблеми кои што реално не ни се потребни. Повелете колега, колешки, јас се извинувам, малце филозофски навлегов, но супер, беше интересно нешто на кое што и баш јас сакав да го кажам. Извинете, само да кажам,
За општествен притисок исто би се надоврзала тука за очекувањата. Например, до толку и толку години мора да се заврши факултет. Сега не секој ги има финансиите одма после 18 години да почне нели со факултет. Да, до толку и толку години мора кола, мора да се ожени, омажи, мора стан. И тој општествен притисок мислам дека исто има влијание. Сега може за тоа да продискутираме. Па да, види, споредбата е основа за стрес. Така ние некојаш сме и наложени како што се мисли дека е успех. Зависи за кој човек што мисли дека е успех. Така можеби некој човек мисли дека е успех да го има истото што ги има другиот човек, да отиде во истиот хотел каде што отишол другармо или така натаму. Зависи што е успех за тебе. Ама јас затоа мислам дека кога човек почнува да работи на себе, за мене е многу важно тоа. Знаете, некогаш материјалниот успех може и да се лажира, ама духовниот не може. Затоа што ако човекот има честно, етично, си оди да си ги заврши работите, тоа е сатисфакција сама по себе и прави големо исполнување на душата. И тогаш веќе имаме нешто. Затоа што внатре ако се градиме и ако се освестуваме себе си за нашите способности, кои сме, што сме, и така натаму, знам дека филозофски делува она, ама стварно верувам ова, затоа што ние кога како дух ќе се изградиме и како ум и ќе сватиме што е важно, што не е. Бојан зборува сега за тоа и ми доаѓа слика мене. Јас знам дека луѓе, например, што сум приметил, што читаат книги за себе подобрување, они помалку имаат желба да морам сега да искочам, да потрошам, да бидам со некој. И да може да бидам и виден. сам. Разбираш, он може и да сам да отиде на кафе. И да не биде во некој тип на, ајде да не ги речам бош муабети, ама сам свое друштво е. Имам книгата за друштво, се надградувам, ама сум приметил луѓе што работат на себе, почнуваат да го менуваат тој концепт. И затоа мислам дека е многу важно, ако од внатре имаме, и стварно сме изградени, не е толку важно што од надвор ќе имаме, затоа што поважни се столбовите на една куќа отколку фасадата на нештото. Ама ние мораме прво да почнеме да ги градиме тие работи и фасадата обично на крај дотеруваме. Не е обично почетокот да е нештото. Тоа не значи дека ако некој човек има убави работи, не значи дека тој духовно не е изграден. И јас сакам да носам убава марка, тоа само е квалитет на нешто, но што е приоритетот? Затоа што мислам дека ако почне, ајде да не речам алчност, ама таа желба да имаме повеќе од кој што можеме ние да створиме, тогаш е проблем. Затоа е важно да работиме на нас, затоа што знаете у борелачките вештини, тој што најмногу знае, најмалку се тепа. Затоа што знае. И така и со нас, колку повеќе знаеме што е живот, што сме ние, дека ние сме си доволни како дух сами на себе, дал сме си доволно друштво сами на себе, квалитетни сме за да бидеме некојаш и сами, да не мораме да искочиме некаде со, не знам, со луѓе кои што можеби кога ќе доеш знаеш дека те зборел, ама си викаш ти од немање на опција морам да бидам со некого, па не мораш да бидеш со никого, ако знаеш како да си со сам себе. Така да тие работи се надминуваат се во насока на работа на самиот себе. Долгот сам по себе придонесува да кај нас се направи некој чувство на стрес, нели кога должиме на некого. Па би сакала прво ајде Бојан да го прашам. Цело време прво тебе те прашувам. Не знам зашто. Таа линија, да. Најблиску си по таа линија. Тоа е така. Јас навака. Какви чувства долгот кај тебе предизвикува? Кога имаш долг, без разлика било како, должиш на некого? Зависи на кого му должам. Например, ако е на банката, па и неам некој чувства, ти кажам. Пошто банка ти да не и вратам има. Не им, баш до моите пари им дојде на банката, разбираш. Види, у принцип, одговорност. Нормално, кога должиш на човек, на пријател, на некој кој што ти се нашол во моментот, се разбира. Тука нема, барем кај мене, нема двојства тука. Дали да вратам прво, пример, на банка, на брз кредит или на пријател, апсолутно на пријател. Барем тоа е кај мене. Или ако во најмала рака ќе се јавиш да прашаш дали може да вратам прво ова и ова, или ти е, ако ми каже брат приоритетно ме, јас секако дека човекот е тој што ти дал. Према банка и немам некој однос, искрено ќе ти кажам, стварно немам однос према банките. Не ги ни почитувам нешто посебно, така да без разлика што банката ми го има купено станот, сега ја и давам пари на банката, али у принцип немам однос према долг према банка. Знам дека тоа звучи опасно, но нормално зборам сега ќе ми се јави господине, ве молам, значи касните, викам 3 дена со ратата. Да, 3 дена, почна за 3 дена се јавуваат. Викам добро господјо,
ви посакувам пријатен ден, убаво кафе со колегите, а ти кажеш на банката дека за едно 10-15 дена ќе се раздужиме. Добро, јас ќе запишам, запиши, викам, супер е тоа. Така да немам однос према банката, реално ти кажам. Не чувствувам некоја посебна така сега одговорност дека јас морам да брзам да вратам, не. Да не ме следат гледачите погрешно, че треба да се враќа, само ланзам полека, јаваш, прво пријателите, другарите, пошто банката не ти е другар. Бидеме реални. Така ли е, колешки? Ја, например, чувствувам одговорност, ама од друга смисла, анксиозност одговорност. А, ти свара нервоза, Според- проблем. Да, ама Кажи јас имам законот. према банката. А? Јас имам према банката. Аха, добро, зашто? Добро, Чекај малце, правниците. извини се, овака. Зашто према банката? Зашто се чувствуваш должен Добро. и дека така како правници ние така ги гледаме малце работите, дека све треба да ти биде што е можно Добро, окей. побрзо. Дали, извинете, ако колешки си. Дали ти чувствуваш проблем према банката ако касниш 15 дена со рата? Или би чувствувала после 2 месеци проблем? Не, јас имам анксиозност и до месецот. Ето, Правници. има и такви принципијални луѓе, јас не спаѓам. Значи, јeste тотално Значи, ја не спаѓам у тие. Колку што? Добро, викам, ајде, не ми, остаде сега, убав ден да си имате. Толку викам, не ме замаре. 15 дена. Ја може ќе ги вратам за 5. Ама јас инет им викам за 15. Нека се нервираат бе они малце. Па тоа е твоја вештина како се справиш со стресот. Абе, кој стрес? 15 дена. Нивни проблем е на така. Они нека имаат стрес, не ти да Они имаш. нека Дали мислат. ќе им го вратиш Да, или не кредит? Нека им го вратам. Ама кога? Ама ја ќе го вратам за 5. Кога викам за 5, враќам кога кажам за 15. Викам за 15, викам месец и пол ќе ме чекате. Ама господине, викам господине, ајде, они нека се стресуваат бе они малце. Паметно. Што ги вратам? Контраудар. Жарко, би сакала исто да те прашам, дали луѓето кои што се должници се покритична група за подлежност на пороци? Например, алкохол, наркотици и така натака. Искрено не знам. Значи, Мислам, до сега... едноставен одговор, не знам, го немам, не зборам за тоа што стварно. Он не- богати не- клиенти има само, нема од тие таквите. Нема Нема- тие Нема такви. тие такви. Вие Не, предпоставувам нема. немате таму некоја статистика на клиентите. Не, за ништо такво не се употребувани, ниту пак луѓето користеле некакви Поделуваат. опијати или Јас ќе се надоврзам дека имам читано студии, не сега конкретно за брзи кредити, меѓутоа луѓето што се поподлежни на пороци, најчесто се поподлежни на неуспех. Мислам дека тоа е поврзано баш и со тоа што го кажа Жарко и Бојан со фокусот и со самата волја, дека не можат да одредат чист фокус на нешто, па поради тоа се подлежни на дополнителни дистракции. Па волјата се гради врз база на ограничувања. Гледате, и ние мораме да, за да дојдеме до нешто на кое што ќе бидеме горди, ние мора да се откажеме од нешто. Така да, ако јас сакам да ослабам, може би телото ќе ми бара да земам благичко или што и да е, но ако поминам низ таа болка, тогаш јас ќе бидам горд, ќе дојдам до нешто, поради тоа што успехот се базира на некојаш на, ајде да не речам страдање, звучи неубав збор, ама страдање во здраво разумна насока, не во нездраво разумна насока. Зависи кај страда човекот. Дали страда во насока на опстанок, ако е отиден у минус, и тогаш треба да, не знам, некој има заслабење многу, пак е страдање, ама се чувствува горд. И таа дисциплина е многу убава. Е сега да се надоврзам и ова за задолжение, сакам само да дадам еден концепт интересен. Јас живеев во Америка и имав опција кога бев таму, ја работев. Таму работат луѓето од 16-15 деца работат во Америка. За мене беше чудно, затоа што ја доаѓаш, ти тато носи, мама меси, и Америка многу ме смени, затоа што почнав да работам таму, и кога се запишав на факултет, ај као се договоривме со татко ми, он ќе ме помага за да можам да се посветам на учењето. Еден ден ми се вика, синко, ако сакаш да останеш во Америка, мора да работиш, ако не, немаме пари, ти праќаме, те чекаме со срце и душа, дојди си дома ми затвори Ти треба да им телефон. праќаш пари од Америка, не оните. Да, и тоа се случи. И фактички живе во Висконсин, државата, и на минус 20 отидов да барам работа. Но кога најдов и кога добив првиот чек, немаше погорд човек од мене. Поради тоа што стануваш во Америка, го викаат self-sustainable, некој кој што може сам да успее и да обстане, нема поубаво чувство тоа. Поради тоа што ти стануваш свесен која е твојата моќ. Има убава, татко ми беше бродче, има една убава приказна за Хернан Кортес, тој е еден освојувач од Шпанија, отишол со 3 брода у Мексико да го освои Мексико, и кога излегле војниците се борат,
Он предводувал 3 брода и на 3 капетани им рекол, слушај, запалете си ги бродовите. И им рекла, ма како да си ги запалиме бродовите, како ќе се вратиме ако изгубите? Им рекол, за да немате опција да изгубите. И тоа Америка го викаат burn the ships attitude. Ставо запали си ги бродовите. Татко ми го запали бродот у тој момент, вика, синко, мора да работиш. И тоа за мене направи голем успех, затоа што сватив дека не мора мојот животен стил и стандард да биде дал татко ми ќе ми прати 300-400 евра, долари, или јас можев да сватив дека можам да заработам многу повеќе. Затоа што многу е важно ние да се ослониме на себе. Денеска мислам дека помладите тато му пишува математика, мама пишува македонски, другиот пишува, он е менаџер, еден куп крузери и бродчиња има и не успеваат луѓето да сватат колку се мојтни. Мојата цел и со овој подкаст е да апелирам дека у животот ние мислам дека треба да излеземе надвор од комфорт зоната за да сватиме колку сме мојтни, да земеме препреки и да дојдеме до некоја цел и на тој начин да се развиеме себе како луѓе, ќе почнеме многу поразлично да размислуваме ако ги прифатиме препреките. Да. Многу, како за крај, многу убав, мислам дека заклучок и направи. Освен, не знам, ако имате и вие нешто што мислите дека сакате да додадете. Он е лайф коуч сега, што да додадеме? Да не му се мешаме. После лайф коучот за животни прашања да збориш сега, ти тој ко после председател на партија да збориш. Не може тоа. Председател после ја збори. Ама јас стварно учам од вас и многу убави концепти, така ја би сакал да го затворите и вие овој муабет со ваше убаво гледање. Председателот супер беше ова со на крај со Америка. Мислам дека добро ти објасни, ти го објасни моментот зашто станал лайф коуч со моментот кога отишол во Америка, кога преска спомна тие проамерикански професии. Сега ти е многу појасно зашто му направиш проблем, треба сега да оди во Америка. Седи работа. Мислам, ја искачам од комфорт зона, али се до Америка да одам многу далеко. Јас сакам само да кажам едно нешто во однос на тоа, поради тоа што апелирам. Гледате, тоа е стварно јас и таму го добив моето прво мотивацијско предавање беше таму. Но ја играв кошарка во Америка, да играм кошарка, тоа беше целта. Скоро пред секој утакмица имавме нешто што го викаат американците pep talk. Pep е енергија. Pep talk е разговор за ти ја крене енергијата. Но тоа таму се користеше од 94 година и мислам дека за тоа имаат успех во полето на спортот. И мислам дека таа мотивација е многу важна и таа едукација е многу важна и треба да ја применуваме секаде. Дал се тоа тим билдинзи на компании, дал се тоа мотивации поврзани со спортски клубови затоа што it works. Функционира. Или на пример у граđevinска индустрија на зграда исто. Може да ги мотивираш кило ракија, има страшна мотивација. Тоа е балканска форма на треба да е, да. Реално, одличен пепток, каков пепток ќе падне тука. Мислам кога ќе падне нема да стане више. Зградата ќе остане. Негативен пепток, ама како и да е стварно е многу. Не е негативен пепток, зашто утре кажат на работа, на шо си побираме вчера, ајде да фатиме за да работиме. Значи има, не е така. Така до тој аспект, да, сакам да кажам дека стварно помага затоа што е концепт на гледиште. Затоа што не е дека све знаеме. Има некој кој што стварно видел нешто и треба да видиме затоа што можеме полесно да дојдеме до таа цел. Се извинувам. Ние сакаме многу да ви се заблагодариме што бевте присутни и ги искажавте вашите ставови. А на гледачите ќе им дадеме интересна идеја, односно да си запишат во коментар да ни пишат, односно кој има омилениот брз кредит или кој е тој што веќе досега го користеле и секако доколку ви се допаѓа овој тип на содржина, ставете лайк и subscribe и се гледаме ние во следната епизода на Your Financial Coach.